Здраво, ова е 107-мото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први печатоци, илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е The Lighthouse на Роберт Егерс, во кој станува збор за морепловецот Томас Уейк, кој го глуми Вилијам Дефо, и неговиот помошник шумарот Ифрам Уинслоу, глумен од Роберт Патисон, кои се назначени да бидат чувари на светилникот во Нью Ингланд кон крајот на 19-тиот век. Светилничарите се назначени да го одржуваат фалосоидниот објект кој испушта светлина на изгубените морнари, чие што хорна продира во маглата. Ова е филм за изолацијата на двајца мажи кои му робуваат на светилникот на крајбрежјето и како што Томас во дадена инстанца ќе напомене, до саата ги прави луѓето злобници. Ифрам нема пристап до светлото и подчинетите задолженија се однесуваат на чистење на просториите, но откако ќе најде скриена скулптура на сирена, започнува да ја начнува прастарата енигма која се крие во еманацијата на мистериозното светло. Тој започнува да се обзема со луцидните еротски фантазии, со пронајдените крајбрежни сирени и тука филмот навлегува во лавкрафтовската територија на морските луѓе, меѓутоа филмот резигнирано се отклонува и воздржува од комплетно предавање на овие фантазмагорични елементи. Како и книжевните дела на Емар Джеймс, Колридж, Хенри Мелвил, Блеквуд и Роберт Луис Стивенсон, ова е филм за полудувањето. Ликовите кријат тајни од минатото кои ги имаат доведено да бидат светилничари во овој проколнат брег. Постепено го губат допирот со реалноста, а во стадиум на делириум, инициран од алкохолизирана состојба, ликовите допираат до своите екстреми, резултирајќи во фаталната развршница, иако сценариото е започнато како довршување на светилникот на Едгар Алан По и приказна за духови, инспирирани од кобната случка со велшките светилничари, браќата Егер се сконцентрирале да ги покажат екстремите на изолацијата, осаменоста и полудувањето. Факт е дека ликовите никогаш нема да се пресретнат со нивните убедувања, ниту пак ќе дојдат до заемно разбирање. Томас е поставен надмено над Ифрам. Тој смета дека има надлежност врз него, ги задава командите, изложува експлозивни морнарски тиради низ кои го гледа светот, а Ифрам постојано се обидува да го добие неговото одобрение, иако не апологетски е дирижиран, но во оваа едномесечна агонија, препуштени на самотијата, многу лесно може да му пукне филмот и да го истури на собраниот револт врз Томас. Секако дека нивниот заемен однос некој ќе го толкува како учител и чирак, татко и син, двајца цимери, некој ќе ги нарече несудени љубовници кои танцувањето во преградки го завршуваат на сечило, а некој ќе ја повлече митолошката паралела со старецот од морето Протеј, синот на Посеидон, и крадецот на огнот Прометеј, кој во епилогот ја добива елоквентната казна за стореното дело против боговите. Секој од овие квалификувања е релевантно затоа што режисерот одлучил да не прецизира ниту едно од нив. The Lighthouse е хорор филм и луѓето треба да сватат дека жанровските дела од секогаш нуделе вонсериски квалитет, а авторите како Егерс, Астер, Кент и Фланеган само го потврдуваат квалитетот на хорор жанрот во денешницата. Некои критичари со презир гледаат врз жанрот затоа што не се способни да ги разберат естетските квалитети на тропите и конвенциите, кои се засебен филмски вокабулар, кои на творците на авторскиот филм како Егерс им дава палета за истражување на најмрачните стадиуми на човечката душа, рамо до рамо со делата на Бергман, Тарковски, Кишловски и Тар. Проблемот е тоа што Астер и Егерс одлучуваат да ги лимитираат жанровските елементи во делата, само за да може да бидат сватени посериозно од кружоците на елитистичкиот снобизам на филмските фестивали, додворување кое на крајот му штети на делото, на кое судено му е да стане култно остварување, што не можам да го речам за останатите заборавливи фестивалски филмови кои не ни наоѓаат дистрибуција. Овој филм плени погледањето и предизвикува таков занес што бара повторно предавање на него. Природните елементи, ветрот, дождот, снегот, студот, калта се доволен мотиватор Дефо и Патисон да се препуштат на ригорозните услови на снимање и извалкани и потопени до гуша да продрат подлабоко во лудилото на ликовите и го олицетворат со изведбата. Во филмот на површина излегува и театралното минато на бардот Дефо во ревносни апсурдни монолози и сочни диалози, секојаш зачинети со доза на хумор. Не би било ова мистерија доколку сите прашања би останале одговорени,
како тоа кои души се кријат во морските галеби и дали се тие поврзани со клетвата на светилникот и која е магијата која ја поседува неговото светло, која ги привлекува јадниците не баре се молци. Функцијата на црниот Филип е заменета со настојчивите птици. Се разбира, тука се тие на кои овој монохроматски црно-бел филм ќе им делува како непотребно развлечена театарска представа за пролонгирана агонија на ликовите, занемарувајќи и квалитетите на делото кои започнуваат од соодветниот избор на локацијата и исклучителните актерски изведби и кулминираат со визуализацијата. Тука Џарим Блашке си има надминато себе си. Кога се работува со други режисери, не го постигнува максимумот на своите способности, но Егерс умее да го предизвика да наслика ремек дела. Во случајот на The Lighthouse целено е кон доловување на визуелната естетика која датира од 30-тите години на минатиот век. Одбран е црно-белиот филм на Истман Кодак Double X, користен во нуар филмовите, кој се покажал дека потребно било значително осветлување за да се долови атмосферата, а самите Панафлекс камери биле опремени со балтар леќите кои се користени во периодот пред Втората светска војна со помош на прастарите Пецуел леќи и соодветен филтер за да се иземат боите и делото добие на очудувачка димензија. Блашке создава Франкенштейн оружје, кој успешно го насликува филмот, не баре фотографија од почетокот на минатиот век, а за тоа заслужен е и Фриц Ланговиот речиси квадратест аспект на 5:6, односно 1:19:1, зголемувајќи ја клаустрофобијата и врамувајќи ги портретите на Дефо и Патисон. Композиторот на Кјуп и Вич, експериментаторот Марк Корвен, овој пат се впушти во потрагата по создавањето на зловестен звук на брас секцијата, кој е проследен со етерични пасажи на стаклени инструменти со струни, за да долови звук на виулици и бранови, кој понира од непознатите длабочини на морскиот мрак со корпус на крици од суштествата кои ги крие. Роберт Егерс е визуелен естет од рангот на Бергман, кој ми е чест што можам да кажам дека живее и твори денес. Морам да признам дека ми беше потребно време да го прифатам неговиот естетски израз од The Witch, со желба за истражување на досно романтичарската естетика, зачинета со сугестивна символика и суптилни специјални ефекти во филмовите, создавајќи уникатен авторски израз со тегобен ритам постигнат од монтажерката Луис Порт, нижејќи монотони периодични сцени со краткотрајни луцидни халуцинации и привиденија. Еден од малкуте денешни мајстори на занаетот, кој со љубов приоѓа кон литературното и филмското наследство од почетокот на минатиот век и детално го проучува, зашто сведочат дијалектите на ликовите, сценографијата и костимографијата, торпедирајќи го секој гледач во оживеаното минато. Моментално работи на The Northman со Бил и Александар Скарсгард, Дефо и Кидман и борбата на браќата за тронот во Исланд во 10-тиот век. Се надам дека еден ден ќе успее да го сними и неговиот долго очекуван Носферату. Филмот ја имаше својата премиера на Directors Fortnight на Канскиот филмски фестивал, кај што режисерот се закити со наградата на Пресци, за потоа да ја воодушеви публиката во Торонто, Хелсинки, Фантастик Фест, Ванкувер, Лондон, Каиро, Сидџес, Гент, Блек Најтс во Талин, Солун и Љубљана, не успевајќи да го погледнеме во оваа држава во кино, затоа што кинодистрибутерите не ја знаат важноста на делата на A24 и потребата од гледање на Lighthouse и Midsommar, двата филма со најквалитетна кинематографија во годината на големо платно. Ова е периодичен хорор филм за двајца светилничари, чија што изолација ќе ги доведе до работ на лудилото, проткаен со халуцинации кои го разбрануваат либидото, привлечени од мистеријата на светлото и предадени на слабостите и искушенијата. Филм со една од најдобрите фотографии на денешницата, кој плени со секој кадар, со просторна длабочина и доближување до исцртаното отклонување од стварноста на лицата на Дефо и Патисон. Филмски продор во мрачните коридори на загубените морнари на копна. Ако морам да го евалуирам, тогаш The Lighthouse од мене има 4,5 од 5. Доколку ви се допадна, стои 7-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и поснатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!